Водите Томич Тања, повелете. Благодарам, подпредседателке. Почитуван господин заменик министер, кога го добив предложеното законско решение за измена на Законот на железнички систем, морам да ви признавам дека се запрашав дали воопшто вие и тие кои што во Министерството ги пишуваат и ги подготвуваат ваквите закони, живеете во Република Македонија. Само за подсетување, ќе подсетам на дел од работите кои што реално се случуваат во МЖ инфраструктура и во МЖ транспорт, на кои што овој закон и се однесува. Имено, во МЖ инфраструктура вработените одат на принуден одмор неопределено и некои од нив се веќе на принуден одмор и по 36 дена и повеќе. За жал тоа не се прави и не важи за сите, туку се прави со партиска селекција која што ја одбираат раководителите и се разбира на принуден одмор се оние кои што не се блиски до ВМРО ДПМН или до ДУИ. Ниту еден друг не оди на принуден одмор и покрај лошата состојба во МЖ инфраструктура. Да ве подсетам дека има 37 луѓе во МЖ инфраструктура кои што земаат плата, не одат на работа, не се ни на принуден одмор, кои што работат во железничките станици кои што имаат помал промет. И покрај тоа што не се појавуваат на работа, тие не се во делот од групата која што треба да оди на принуден одмор, затоа што се блиски до ВМРО ДПМН. Во МЖ транспорт, во изминативе години се вработени преку 228 луѓе, и за да можат тие нови луѓе да земат плата, бидејќи толкава е масата на средства, на сите останати вработени им беше намалена платата за 20%. На сите до еден кои што работат со години. Дополнително на тоа, многу мал дел од овие нововработени луѓе имаат стручна подготовка, која што ќе придонесе за развој на работењето на МЖ транспорт. Исто така говоревме кога беше на дневен ред извештајот на Агенцијата за регулирање на железнички сообраќај, дека МЖ транспорт обавува превоз на стоки и на луѓе без притоа да има дозвола да тоа го прави. Од кои причини се уште му ја немате издадено дозволата, тоа знаете, предпоставувам вие најдобро. Има истото предпријатие долг од 1 милион евра кон ЧЕДЕ Карго, односно чешки превозник, и наместо да се потруди да ги враќа долговите, во петокот на 11.5. под мистериозни услови излегоа огромен број на расходувани вагони и локомотиви од МЖ транспорт, а јас за жал не успеав да најдам дека негде имало тендер да тие се продаваат како старо железо. Се надевам дека некој од вас ќе се обиде да погледне и да ги расчисти работите и криминалите за кои што говореа и колегите претходно, кои што се случуваат во ова јавно предпријатие. Она што е исто така чудно во однос на законот, како што веќе си го спроведовте во пракса како начин на функционирање, е фактот што го изготвиле дел од луѓето кои што се вработени во Министерството за транспорт и врски и не мислеле за сходно дека да консултираат било кој што е засегнат. Дали ќе бидат тоа МЖ транспорт и инфраструктура, дали ќе бидат здруженија на граѓани, дали ќе биде синдикатот од ова предпријатие, напротив, предложено законско решение нема мислење од ниту една од засегнатите институции. Заради тоа денеска ќе ве запознам со мислењето на Стопанската комора на Македонија, односно Македонската транспортна асоциација како дел од Стопанската комора на Македонија, кои што се потрудија до нас да го достават собственото мислење за овој закон со еден куп забелешки на различни членови. Нема да ја оптоварувам дискусијата со сите забелешки, ќе одвојам само дел од нив. Првата е во врска со членот 2, во кој што се додава дека Агенцијата за регулирање, дека по претходно добиено мислење од Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор се разгледуваат инвестиционите и финансиските програми. Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор е само регулатор на железничките услуги. И согласно надлежностите кои се предвидени во член 97 од законот, истата
нема надлежност да дава мислење за бизнис план, во кој што, да подсетам, се бара да ги содржи инвестиционите и финансиските програми на овие. Согласно став 1 од член 94, Агенцијата за регулирање на железничкиот сектор треба да обезбеди транспарентно и недискриминаторско работење на управителот на инфраструктурата при обезбедување на услуги на железничките превозници, а не да дава мислење за бизнис планот под изговор на индиректното регулирање на обезбедување на услуги на превозниците. Во член 8 се бара ова исто предпријатие МЖ инфраструктура, за кое што говорев во каква катастрофална финансиска состојба се наоѓа, да обезбеди полиса за осигурување на минимален осигурителен износ од 500.000 евра. Навистина не знам кој е тој што дошол до бројка од 500.000 евра и на кој начин тоа го направил. Значи, предпријатие кое што не може да обезбеди плата за своите вработени поради лошото менаџирање што кадрите што вие ги поставивте го водат, очекувате да најде 500.000 евра за да обезбеди осигурителна полиса. Предпоставувам тоа е проблемот и со МЖ транспорт, зашто не може повторно да добие дозвола. Инаку за оние кои што не знаат, МЖ инфраструктура располага со железничката мрежа, односно стопанисува со железничката мрежа во Република Македонија и предпоставувам дека откако нема да можат да ја обезбедат полисата за осигурување од 500.000 евра, ќе треба во Македонија да немаме железнички сообраќај. Во членот 14 овие ставови воопшто не треба да се заменат во постоечкиот закон, бидејќи со новите се предвидува задолжителен пристап до по пруга до услужните објекти. Задолжителното обезбедување на користење на услужни објекти го задолжува предпријатието МЖ инфраструктура Скопје да обезбеди услужни објекти кои во моментот не ги располага, бидејќи тие се во собственост на МЖ Транспорт АД Скопје. И ваквиот пристап ќе предизвика да МЖ инфраструктура треба да прави дополнителни инвестиции со финансиски средства кои што ги нема. И она што најмногу ми смета во сите овие забелешки е членот 29, кој што прекршува неколку уставни одредби. Само колку да ве подсетам, со законот во 2010, април 2010 поточно, се либерализираше железничкиот превоз во Република Македонија. И тогаш беа формирани Агенцијата за регулирање на пазарот и Управата за сигурност во железничкиот систем, кои денеска функционираат со цел зголемување на конкурентноста и запазување на сигурноста на железничкиот пазар каде има повеќе од еден оператор. Со предложениот член 29, начелото на уставност и законитост подразбира неспорна супериорност на уставот и законите кои што со овој член се кршат. Имено, начелото за слобода на пазарот и предприемништвото од член 8 од Уставот на Република Македонија се прекршува. Интенцијата на уставотворецот со категоризирање на овој принцип е да воведе колку што е можно поголема конкуренција, со што ќе се обезбедат подобри услуги за граѓаните на Република Македонија. Со воведување на овој член 29, вие ја укинувате оваа либерализација, го намалувате бројот на овозможувачи на услуги во железничкиот превоз и на тој начин граѓаните ќе мора да го користат она на што ќе се затечат. За жал, не знам колку сте успеале да го користите железничкиот превоз во изминативе неколку години, тој апсолутно не е на лошо ниво, а камоли на зависно. Железничкиот превоз кој што Република Македонија го има е далеку под сите можни стандарди и не овозможува основна лагодност на луѓето кои што го користат, а би требало да е многу поевтин и многу покористен од сите останати. Исто така се прекршува и член 55 од Уставот и член 52 став 4 од Уставот, кој предвидува дека законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, кога тоа е поповолно за граѓаните. Јас не гледам како дел од овој закон е поповолен за граѓаните.
Од друга страна, капацитетот на пругите во Република Македонија се со 50% искористеност. Од страна на единствениот железнички превозник МЖ Транспорт, останатиот слободен и неискористен капацитет од 50% во услови на либерализиран пазар ќе може да се искористи од други обезбедувачи на услугите, кои што ќе ги зголемат пак приходите од друга страна на МЖ инфраструктура. Заради тоа ми е несватливо како вакви предлог законски решенија воопшто ни доставувате. Благодарам. За реплика е пријавен заменикот министер за транспорт и врски. Повелете. Благодарам, почитуван потпредседател. Мислам дека пратеничката